Благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници, министре, ево јас се јавив за збор за подршка на овој амандман за индустријската зона кај селото Караслари, не затоа што секој ден поминувам покрај ова село, доаѓајќи овде на работа во Скопје, меѓутоа затоа што чувствувам суштинска потреба да преговорам не само за ова, не само за оваа индустријска зона кај велев за Караслари, ево по велешки Караслари, по кочевски Караслари, а по скопски министр да ги каже. Вака сега, значи, вака сега, следуваат, ова е проф амандман од сетот амандмани кои го имаат поднесено пратениците од опозицијата за одредени индустријски зони по општини. 4 или 5. Сега јас знам дека е многу непријатно на колегите од позицијата да гласаат против развојот на своите градови. Знам дека не е пријатно. Меѓутоа, ајде заеднички да проговориме за проблемите во Република Македонија околу развојот на економијата, околу развојот на индустријските зони, околу вработувањето, за да му биде полесно и на министерот да ги разбере некои работи на оние кои доаѓаме од провинцијата. Да, министре, токму така, разбираме. Нам ли да ни беше подобно? И ние не градевме индустријски зони. Сега, па во Кочини имаме пред 12 години направено индустријска зона, министре. Во Кочини, мало стопанство и индустријска зона. И ние имаме направено во Кочини. Дојдете ги прошепаме, ќе видите каде е. Во Кочини. Пред 12 години. Може би 15. Слушаат граѓаните, ако лажеме, тие ќе кажат, Миле лажеш, министерот не лаже, или министерот лаже, Миле не лаже. Да, вие бевте на власт, секој. Точно, па социјалистите беа на власт. Министер. Па тие беа на власт и со нас и со вас, точно е. Добро. Ајде неси. Тргнуваме поред. Значи тоа е тоа. За нелагодноста, меѓутоа веќе говориме. Министер, вие бевте овде 2010 година кога го обраневте буџетот за 2010 година. И овде, многу накратко, може би неколку часа, ниту еден цел ден, се воспостави една пракса. Овде беа наредени уште 5-6 министри. Беше овде министерот за земјоделие, беше министерот за економија, беше министерот за локална самоуправа, некои заменици, не знам точно колку. Меѓутоа не доседува цел ден. Си заминаа. И тоа беше да се воспоставеше таква пракса, да беа присутни, бидејќи се образложува и брани буџетот, а посебно оному каде што како сега доаѓаат сетови на амандмани од пратениците, дали сега како што е за индустријска зона, дали за образование, министер по образование, дали за земјоделие, министер за земјоделие да биде овде присутен, дали од локалната самоуправа, дали од агенцијата за државни патишта, дали од агенцијата за привлекување на странски инвестиции. Добро би било тука и за нас и за вас, и тие да бидат овде присутни, за да елаборираме некои потреби на граѓаните од натрешноста, да и тие по-директно се бидат запознаени. Затоа што ние како пратеници од опозицијата сепак застапуваме неколку илјади, стотици илјади гласови и потреби на граѓаните од провинцијата. И секако дека ние како опозиција сме коректив на одредени грешки што се прават во владењето на било која власт. Опозицијата е она која влече и ја гради демократијата во држава. И затоа треба во одредено време да се слушаат нејзините повици и барања. Тоа беше, за жал, пак ќе кажам, една мала дегресија направивме, штета што не се воспостави таков еден систем. Вие сте и подпредседател на влада, не сте само министер за финансии, можеби во идните работење на оваа влада ќе го воспоставите таа пракса, пак ќе ни биде полесно на сите овде да се да објасниме. Хајде сега околу конкретниот амандман, зошто ние пратениците бараме од владата од буџетот, покрај тоа што вие велите во вашето образложение дека не сте задолжени преку централниот буџет да помагате развојни индустријски зони кои се во рамките на локалната самоуправа на општините, ние ќе кажеме дека сепак постојат средства, постои начин и можност кога сакате вие тоа го правите. Пред малку и јас однесо се извинувам дофали за жабини кога го образоваваше и бранеше колегата Маријанчо Николов амандманот,
Вие рековте дека не сме дали ние на локалната самоуправа, давахме директно на инвеститорот. Тоа е сетики едно исто. Тие излегува, се пофалија, благодарение на владата, ние успеавме да ја пуштиме оваа фабрика во индустријската зона Жабени, затоа што ни овозможија 1,5 милион евра средства за да ги завршиме геомеханичките работи, односно подноги, каде што бил пропаслив теренот, за да застане на една стабилизирана подлога и да ја изгради таа фабрика. И тоа е за почитување. Тоа не е за критика, меѓутоа сега во континуитет, одиме и со другите индустријски зони во Република Македонија и се бараат средства на сличен, директен и индиректен начин, владата сепак да помага кај нив. Сепак тие индустријски зони ние ги бараме од проста причина што таму сметаме дека покрај странските инвеститори ќе имаат подобри услови за инвестирање и домашните инвеститори. Ова неколку години наназад, јас упорно го говорам и моите колеги овде од Богородица, дека неправедно се распределуваат средствата од буџетот за граѓаните од Република Македонија, посебно во делот на економијата или развојот на економијата. Значи, ако вие давате огромни средства за ТИР зоните, технолошко-индустријски развојни зони, каде што е услов и единствен влез имаат странски капитал, тоа за домашните инвеститори не важат тие технолошки инвеститори. Може би ќе ги пуштите и за домашните, меѓутоа за сега не важи. Кога за буџетот од 2014 година овде го разгледуваме во општата дебата, видовме дека во ставката за подршка за малите и средни предпријатија преку Министерство за економија имате се на се одобрено 200.000 евра. Тоа е енормно ниска цена, која апсолутно не дава никакви резултати, односно никакви ветувања за развој на тие предпријатија. Само за 200.000 евра. А наспроти тоа, милионски суми предвидувате за градба, отварање и пуштање во употреба на административните згради. Не сакам со бројка, меѓу кои изгради е изградата на Министерството за финансии. Ако ја кажам бројката, стварно ќе боли главата. Тоа е фрампантни неколку милиони евра за таа зграда, а за малите и средните предпријатија само 200.000 евра. Или онаа кампања Осмели се, каде што давате за само вработување кредити од 3.000 евра по лице, колку е таа успешна и колку таа допринесе за намалувањето на невработеноста во Република Македонија или за зголемувањето на вработеноста во реалниот сектор. Колку не знаеме е бенефитот од таа кампања Осмели се со 3.000 евра кредит, кога знаеме дека ако некој отпочнал бизнис и ако не издал или направил грешка со фискализацијата, не издал фискална каса или не му се слага касата дневна за 2, 5, 20, 200 денари, замаманото е, министр. Замаманото е, апсолутно ќе дојдете до крај замамано. Мораме да опатеме се. Таа казна, почитувани колеги, вие знаете, глоба е 3200 евра. Значи, повеќе туку што е добро за да опочне бизнес. Не е општа расправа. Значи, од тие причини сме ние овде, да бараме средства од централниот буџет за подобро и по-рамномерен развој во Република Македонија. Не може од буџетот да се сконцентрира за 5 години 500 милиони евра за проектот Скопје 2014, добро, а немате средства да дадете подршка и развој на другите општини од провинцијата. Значи, секогаш ќе видиме овде да ве подсетуваме дека водите погрешни политики, посебно спрема граѓаните кои се од провинцијата, посебно према домашните инвеститори, посебно према младите работоспособни луѓе, кои ги, како што кажав, со 3.000 евра кредит самовработување, сакате да им отворите работно место. Кога говорев за присуството на министерот за економија или останатите министри, кога се разгледуваат одредени мамани и проблематики кои тие во нивните министерства ги работат. Министер, не знам, сигурно знаете, не верувам тоа да ви избегам вам од увид. Колку кошта едно ново отворено работно место во Бунарџик? Односно, поточно кажано, колку ја кошта Република Македонија едно ново отворено работно место во Бунарџик? 35.000 евра. Да,
Сега ќе ви кажам. Значи, 35 милиона евра до сега е потрошено за спремање на Бударджи. 65 милиона за економски пропаганди, економски промотори, тоа са 100 милиони евра. Уште 40 милиони евра имате потрошено за државни помошти дадено овие 5 години. Најголемата е 16,5 милиони евра за Motherson Group од Индија. Овие новите што ги велите 1,5 милион евра не се влезени овде во зажабени. Тоа се 140 милиони евра. Така, на една комисија, кога имавме расправа за тирзовите, го образложи министерот за економија. Затоа треба тој да биде овде до вас и да ви подаде повест. И да ни кажа, дека 3000 работни места има до сега во Бударджи. 3000 работни места. Ако ги поделиме 140 милиони евра на 3000, тоа се 35.000 евра за работно место. А вие велите, осмели се, со 3000 евра ако можеш. Благодаря.